До 30 април е рокот во кој општините ќе може да аплицираат со проекти, а почнува денеска. Владата го објави вториот јавен повик. Општините имаат на располагање 15 милијарди денари, средства кои владата ги обезбеди од унгарскиот кредит по поволни услови. Министерот за локална самоуправа Перински рече дека крајниот рок е продолжен до крајот на април за да им се излезе во пресрет на градоначалниците да ја соберат потребната документација. За разлика од првиот јавен повик, во овој втори јавен повик оставен им е многу подолг период за апликација на општините, затоа овој рок навистина е во вториот јавен повик екстензивен и трае до 30 април. Доколку некоја општина и фали некое одобрение дополнително, ќе може да отпочне јавна набавка, а во текот на постапката да го дообезбеди тој документ. Распределбата на средствата ќе се одвива по два критериума. Првиот е според бројот на резидентно население во општината согласно последниот попис, а вториот е дека градоначалниците ќе мора да ја имаат целата комплетна проектна документација со сите потребни дозволи и предмети не постари од 12 месеци. Право на учество имаат општините и општините во градот Скопје, кои можат да аплицираат со еден или повеќе инфраструктурни проекти од областа на културата, спортот, животната средина, патната инфраструктура, како и од областа на социјалната политика и образованието. Перински рече дека првиот јавен повик веќе ги дава посакуваните резултати и дека најголем интерес кај градоначалниците имало за реализација на проекти од патната инфраструктура. На првиот повик беа избрани 288 проекти на 80 општини. Од нив 50 веќе се реализираат, а 251 се со завршени постапки за јавни набавки или се во крајна фаза. Само за 37 проекти уште не е почната тендерската постапка.